Почитувани, почитувано Ваше Високо Превъзходителство, почитуван вице-премиер, почитуван министърка, почитувани градоначалници, почитувани членове на Общински комитет. Дозволете ми от мое име и от името на Общинския комитет на ВМРО за промяна в Кръчево да ви постъпваме искрено, колкото и сърдечно добре дойде. Воедно, сакам да изкористам оваа прилика да ви се заблагодарам на сите, што и на така високите температури не удостоите, со вашето присуствие избогатихте оваа веќе традиционална улична средба. Традиционална вериме, затоа што нејзините почетоци се уште во 1991 година и по тој повод сакам чест и задоволство да го поканам господин Михаил Иванов, попознат во народот како доктор Мишо, кој е главен виновник за тоа што оваа средба сега е традиционална. Да сте живи и здрави, да живее ВМРО да промене, да живее Македонија! Почитувани съграждани, почитувани съборци, почитувани гости, които преминали на владата, и на всички. Добро дојдовте на ова наша, би рекол, на наша желба да биде секој пат традиционална и секој пат да се одржува во овие простории. Тоа ни беше желба на 14 септември 1991 година, кога на нашиот ентузијазам ја формиравме ова и почнавме да секој година се дружиме. Навистина нашето дружење испадна полесно можеме да се организираме. Ако ви кажам дека станат 28 местни комитети, успеавме да формираме само за неколку дена, затоа што постоеше единство меѓу луѓето, почитуване меѓу нив. Еве го гледам мастер, неговиот лик само кажува колку беа единствени луѓето меѓу нас. Ке ги посетам повторите дека на тој ден ние во црквата први во Македонија направивме групно венчавање на сите оние кои што не можеа да се венчават во време на комунистичката режим, постоеше страх и било од кои причини. Прв пат ги венчавме. Еден апел и една замолница до неговото високо превъзходителство, владиката Иларион, ако веќе се събираме секој година ново ден, исто така го замолувам да се одржи и тоа групно венчавање, за да во нашиот крај нема човек кој не го исполнил заветот пред Христа, односно не се венчал. Много може да се изборува за сите тие работи. Може, бидејќи на виде и секавањата не само на тај ден и на наредните години на следните години. Секавањата се толку огромни што не можеме и да сакаме да ги скачаме, што не можеме, а од друга страна ни беше притисок на нашата куќа, на нашата срце, да не можеме да кажеме оно што стварно го чувствуваме. Меѓутоа ето е значено. Постојат, ги гледам млади, многу млади. Ние која формираме пред партијата или млади, оти тоа беше пред 20 години и понекога случајно се да председател историја да казам, што не е толку значено важно дека користим длабоки корени, да на тие корени почнат да се собират ВМРО. Сегашните млади и кај нив е влезено ВМРО во нивното срце, како на нашата партија во нашите срца. И сметам дека со таква младина партијата уште подлабоки ќе се воздигнува, ќе биде не само оваа победа, него наредните победи како ние што веруваме. Секој пат ВМРО ќе биде напред пред сите партии. Тоа го докажа и денешното присуство, не само ваше и сите нас. Благодарам и да се видиме во други турници при победата, например, на локалните избори и на Преводни. Почитуван митрополит Брегалнички господин Иларион, почитувани членови на владата, вице-премиер, министер за економски прашања, почитуван министер за култура, почитувани
гости, градоначалници од соседните општини, почитувани браќа и сестри. Мене ми падна еве ова чест и јас да ве поздравам овде на ова место и да се подсетиме за некои работи кои што ние секојдневно ги имаме, меѓутоа во ваквите моменти мора да се подсетиме. Ние се наоѓаме на подножието на освободијата, ние се наоѓаме во средината на годината, ние се наоѓаме во моментите кога сите се ангажирани по своите работи, било по поле, било на други места, меѓутоа ние сме овде за да го обележиме овој момент, за да обележиме 21-та годишнина од првото формирање, од првата комунска след овде, меѓутоа да ги обележиме и претходните кога се собирале комитите од овој регион, било да се од Кочани, од Кочанско, од Рајчани, од Продиштивско, било да се од Освободијата, значи овде имало секој момент во овие простори живење. Јас сакам да ве подсетам и вас, да ги подсетам и нашите гости, да ги подсетам и сите оние кои што ќе примаат оваа порака дека овде, не подценувајќи ги другите делови од Македонија, овој е најчистиот дел од Македонија, овој дел е најлојалниот дел од Македонија и овој дел треба да се почитува онака како што ние го почитуваме законот и ја почитуваме државата и системот во Република Македонија. Иако важиме за најсиромашен дел од Македонија, меѓутоа, кога дојде моментот за избори, кога дојде моментот за реализација, како што беше 2001 година, војната во нашата држава, одовде повидоа првите луѓе и ова треба да не го заборавим, ова треба секој пат да го имаме во предвид. Токму заради тоа и нашите залози се, како што беа 2006 година, кога победисме по втор пат со ВМРО ДПМН. Токму од тоа си заложбите кога победисме на локалните избори 2009 година, дека овие краишта ги направивме, подај тоа што се гордеат дека се македонски, да се гордеат дека се ВМРО-ски општини. Сите наши општини кои што се тука се од ВМРО ДПМН. Од ова место ја праќаме пораката дека ние ќе продолжиме така да работиме, ние ќе продолжиме да ги почитуваме законите, да го почитуваме системот и сакаме да бидеме почитувани како што реков на почетокот ние тоа да почитуваме. На овој начин сакам да ве поздравам сите вас. Нема малку тука, нема можеби една десетина од оние кои што сакаат да дојдат, меѓутоа, ние ќе бидеме присутни во секоја нација која се затреба, било во добро или во лошо. Од тука да бидете живи и здрави, да се веселиме денеска како што не веселеа нашите најмали сограѓани, а од утре да се ги почнеме нашите работи кои што треба да ги исполнуваме. Да бидете живи и здрави, да живее Кочани, да живее ВМРО ДПМН, да живее Македонија! Почитувано високо правосвещенство, митрополит Иларион, почитуван градоначалник на Кочани, почитуван вице-премиер Пешевски, почитуван председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, почитувани членови на ВМРО ДПМН. Ми представува особена чест и горда сум сретна што денеска сум заедно со сите вас овде во ова прекрасно место, во овој прекрасен манастирски комплекс Свети Пантелеймон. Нешто што е карактеристично за нашата партија, за ВМРО ДПМН, токму тоа единство, почитување на нашата традиција, на нашата култура, на нашите обичаи, на сето оно што го покажавме и денеска. Оваа традиционална комиски настан кој што се одржува секоја година, токму ги потврдува нашите заложби, негувањето на нашата култура, на нашите обичаи, голема благодарност до самите ора кои што беа представени, до друштвото кои што навистина преку својата облека и традицијата намеси преку нашите македонски ора кои што ги изведе денеска, да потврди нашата заложба во таа насока, благодарност до сите нив.
Јас сум убедена дека ВМРО-ДПМНЕ, како и досега и во истина ќе продолжи со силни победи на сите полиња, тоа го заслужуваме и ќе го докажеме дека сме силна и единствена партија. Да живее ВМРО-ДПМНЕ, да живее Република Македонија. Сакам исто така да кажам дека оваа година градот Скопје е град на културата и на вистина го заслужува тој етикет град на културата, бидејќи поседува многу значајно културно наследство, културно богатство и убедена сум дека ќе уживате во сите оние културни настани и културна програма која што ќе се случува до крајот на оваа година, а ние како влада, на чело со нашиот премиер и председател на партијата ВМРО-ДПМНЕ господин Никола Груевски ќе продолжиме и сите наши залозби за секоја идна наша победа. Да живеат ВМРО-ДПМНЕ! Добър ден, почитувам господин Иларион, почитувам градоначалник на Кошани, почитувани представници на организаторите на колежка отбраната Качевска, но пред се почитувани членове на ВМРО-ДПМНЕ и почитувани македонци. Добър ден! На почеток на този ден съм поздрав от премиера Никола Груевски. Ние поступили по негови представници, дали сме стигнали така всеки ден давам на селствене, тая е практика, що да пренесам, но сакам нищо нещо да ви кажем. Значи ВМРО-ДПМНЕ е нашата партия, която ще има детска ориентация, партия, която ги почитува традиционалните вредности. Трябва да продължим да го негуваме това, бидейки това е умеща още Македония до сега. И до сега се почи за едничното, почита към представите, спремността да се жертва за държавата. Това е повече вечер, които да ги давали своите животи за Македония. От нас само се очеква да го дадем силно за Македония. Това като съпратите е много по-лесно, така да не я дихнеме това да усвоим с пешкоти. Нашата държава денес, държава води години, се случва с следствие економическа криза, която не е до наша вина, се разбира, но все пак и покрай това ще се случва в център на Македония до Запад. Развитието по Мигринарска и някои други държави, които ще много хора пред нас, пред 10-15 години, се намалуват все повече и повече. Може би позицията това. Него сака, може би са оригинални фактори, които сака да го смели минуто. Него сака това, но Македония дефинитивно води напред. И това ще продължим да го правим. Оно што можем да ви кажем дека и понатаму ВМРО-ДПМНЕ ќе остане на браните на държавата. Нема да попуштаме при било како притисок. Затоа ме молам за разбиране. Кога не критикуваат, кога од нас бараат, дали да го сменим името и да направим некоја оставка пред некои други, ние това нема да го направим. Затоа што сме избрани од народот и се грижиме за народот. И понатаму ВМРО-ДПМНЕ ќе остане близок до својот народ, постојано ќе бидеме со вас, и ние сме дел од вас. Јас потекнувам од Источна Македонија, това еден дел од вас добро го знаат. Секогаш во Источна Македонија и дала најголем број на претеници, дала најголем број на градоначалници на ВМРО-ДПМНЕ и се надам, дека сум сигурен и уверен дека тоа така ќе остане видно. Сепак, да не говориме толку за политика, да се фокусираме на радоста на моментот, на што се собрали тука заедно, бидејќи, како што кажа началникот на година, почнува нова работа недела, но секој ден е добра шанса да се направи нешто за себе, и своето семејство да се држава. На крај дозволете да поздравам, да ви посекам хубав помен денеска и да се събираме и понатаму, да ви това вече е традиција во 21 година и често на тука што се држи денес и не оставите да ова толку време, пак ќе кажам, нас е сепак многу полесно да се измилуваме самите през 100 години. Да сте сите живи и здрави, да живеем ВМРО-ДПМНЕ, да живеем Македонија.